приватни инвеститори да ги градат ХЕЦ Чебрен и Галиште, но водните капацитети да останат во државна сопственост. Ова е најреална опција за конечно да се реализираат двата капитални енергетски проекти, сметаат експертите. Според нив, идеално би било државата самостојно или преку јавно-приватно партнерство да ги изгради хидроцентралите, но инвестицијата од над милиарда евра би значала ново задолжување и ризик по исплатливоста. Да се задолжиме сега на таа сума пари, веројатно нема да добиеме квалитетни кредити и останува да најдеме партнер кој што ќе вложи со такви преговори и договори апсолутно право на управување со водата да остане на Македонија, а процентите за користење на електричната енергија веројатно ќе биде умешноста на преговорите. Дебатата ја отвори министерката за енергетика Сања Божиновска, која откри дека интерес покажале една француска и една јапонска компанија. Одлука за моделот на изградба се очекува во наредните 2 месеци, бидејќи, како што рече, проектот е преголем товар за државниот буџет. Опозицијската СДСМ ја оцени изјавата како признание за лошата состојба на буџетот. Оваа изјава на Божиновска е уште еден доказ. Фалат 2 милиарди евра. Владата вели дека нема пари за ништо освен за криминални тендери. Тие течат без пречка, велат од партијата. Од енергетика пак велат дека изјавата на Божиновска не се однесува на општата состојба на буџетот, туку дека енергетскиот проект не смее да значи запирање на проектите во здравството, образованието и инфраструктурата. Министерката јасно и одговорно посочи: ние јавно кажуваме што е финансиски можно, а што би било неодговорно и ризично за државата. Тоа е разликата меѓу одговорна политика и опасен популизам, разлика што СДСМ очигледно мора да ја научи, реплицира од кабинетот на Божиновска. Чебрен и Галиште веќе со децении се најкоментираните енергетски проекти, но никако да дојде до нивна реализација. Последно беа споменети при потпишувањето на стратешкиот договор со Велика Британија. Претходно пак владата на СДСМ и дуи во 23-та распиша јавен повик кој го доби грчка фирма, но огласот пропадна по реакциите на експертите дека искористувањето на хидроцентралата на Црна река ќе биде целосно кај приватниот партнер. Огласи се распишуваа и во 2011 година, но безуспешно. Катерина Нешкова, Сител телевизија.